пазарен ден дојдете во Кочани, Штип, Куманово, лете или зиме, ќе запазите во општото шаренило од народни носи луѓе во црнина, црни потури, гуњи, црни чорапи, црни капи, додека само белата волнена риса се подава од сечените ракави на гуњата. Тоа се луѓе за кои ќе говориме во овој филм. Армани, цинцари, каравласи, каракачани, црногунци, како ги наречува народот, или власи, како тие самите се викаат. Една пролетна квечерина се сретнавме со нив во село Врбица, североисточно од Кочани, во подножието на планината Осогово. Коњите ги водеа на поење. Стадата овци полека ги прибираа во своите трла, каде се врши вечерното молзење. По нивното раскажување, дојдени се од околината на Грамос, Грција. Бегајќи пред турските зулуми, ќајата папуца Роши со црвени чизми, минал со стадото и својата фамилија по македонските планини. Како и на Грамос, овие потомци на Трако и Лирите го продолжиле и тука, во Македонија, својот номадски начин на живеење. Се ближи прот мај, 1 мај, расцутела пролет, зазеленеле пасиштата. Влашката овца не е толку издржлива на горештините од низинското сонце. 6-7 дена пред тргнувањето за планина, таа се стриже. Од низиното руно, власите си прават угодна топла облека и други домашни потреби. Приготвувањата за планина секогаш се извршуваат по одстарени во становен ред. Секој член на оваа етничка група знае што треба да работи. Додека мажите се зафатени со надгледувањето на овците и другиот добиток, дотока жената, стрижената волна, ја пере во коритото на селската чешма. Вредните раце на влашките жени од оваа суровина подолгиот процес од сновење, предење, ткаење, готват облека за себе и своите блиски. Во обработката на волната земаат учество и децата и најстарите. Достатно е едно корито и инструментот чокан, направен од дрво, и од предената волна наскоро да има во изобилие гајтани и ортоми, потребни за врзување на коњите и товарите. Предењето на волната кај власите се врши на повеќе начини, но преѓата, потребна за ткаење, се преде на чекарк. Ткаењето представува посебна уметност во домашната ракотворба на влаинката. Колку ли чеизи се исткаени на овој разбој? До вчера за себе, денеска омажената влаинка, ткајќи чеиз за помладите и не сакајќи во мислите се пренесува кај помладите, ведри и насмеани влаинки. И додека жените ги приготвуваат сите потреби за долгиот пат и новото привремено огниште, дотогаш мажите ги средуваат потребите за стоката за себе. Но не само потребите. Власите живеат номадски задружен живот. Целиот свој имот го собираат наедно, одредуваат кој што ќе работи. А за да се има единственост во раководењето на здружените фамилии, односно тајфата, како самите велат, најпочитуваниот, најчесниот и најдобриот меѓу нив се избира за ќаја, домаќин на тајфата. Приготвувањата за местото, каде ќе има доволно паша за стадата, се при крај.
За долгиот пат, кој понекогаш трае и по 5 до 6 дена, потребна е храна, бидејќи попат таа не може да се приготвува. Изутрина, уште во мугрите, оние потреби што не можат да се соберат во арарите влашки вреќи, се пакуваат во бали. А ситната живина може и на панакот. За среќен пат и добро минување по него, младите девојки истураат вода пред тргнувањето од куќата. Како и кај повеќето етнички групи, така и кај власите, секој почеток започнува со адет. Вакви и слични адети се прават при стрижењето, молзењето, јагнењето на првото јагње и така натака. Сите членови на тајфата се збираат сред село. Се чека само чајата. И еве, чајата после прегледот на тајфата дава знак за тргнување. Радост и тага во исто време. Радост што ќе бидат со овците на богатите пасишта во планината. Тага поради повторно напуштање на сигурен и мирен живот во селото. Неколку дена пред керванот заминуваат овците поделени во булуци. Со нив се најдобрите овчари, додека со керванот се постарите и децата и овците дојници. Богатството на власите се мери по бројот на овците, но во колку биле побогати со стада, во толку биле посиромашни со пријатели. Оти тогаш, кога дошле од Грција, бил 18 век, борба помеѓу грчката и екзархиската црква. Затоа и власите живееле изолирано, избегувајќи поголем допир со околината, што во многу се одразило на нивниот културен живот. Избегувани од општата заедница, тие живееле тежок, скромен, строго патриархален живот. Лете по високите планини, а зиме во топлите предели по долината на Вардар и неговите притоки. Таков бил нивниот живот, по дожд и кал, снег и други временски непогоди, дење и ноќе секогаш во движење, барејќи што подобра храна за своите стада, за себе. Влашкиот керван има среќа. Тој патува по добро време, но се свечерува. Потребно е децата и постарите да одморат. Кер стигнува на местото каде има можност за преноќување, добра трева за дојниците, вода и за ветрина. Пријатен е овој одмор и вечера по долгиот пат, но треба и посигурен подслон. Зашто побрзо правење на влашкиот подслон, или тенда, како самите ја викаат, тенките дрва од шумата служат како еден вид костур за истата. Влашките јамболии се достатно сигурни во прво време да го запрат ветерот и дождот. За секоја сигурност, нека се прицврстат на колци и сошијат. И населбата е готова за да во тихата ноќ им пружи мирен сон.
Внатрешноста, послана со шарени дебели јамболии, представува посебна радост за децата. После долго патување и трчкање по керванот, во залезот се разнесува детски задоволен смев, радост што за кратко, до нивното заспивање, ќе можат сами меѓу себе да направат некоја детска лудорија, заборавајќи со тоа на тегобниот пат. И додека надвор пред тендата, постарите околу огинот расправаат за своите маки и тегоби, внатре во тендата децата спокојно спијат под нежната грижа на мајките. Ноќ, мирна и тиха. Да, таа вечерва е тиха, но имало и такви ноќи кога силните фортуни ги разнесувале надалеку ваквите тенди. Тендата не секогаш може да ги прибере сите. Затоа постарите, завиткани во своите дебели топли гуњи, ја проведуваат ноќта надвор пред тендата. Планинскиот воздух одмара. Пократко преспивување по добриот одмор, уште во мугрите повеќето се нанозе. Сонцето треба да ги затече на пат. Се вадат арарите, тешките влашки вреќи, што през ноќта служат како ѕидови на тендата, и самарите што служат на место перници. И пак диплење на тенди и товарање. И керванот го продолжува својот пат. Какви контрасти во природата. На некои места таа им подарила раскошни шуми, на некој непрооден камењар. И безброј пати овие перикиндии, скитачи, минувале низ вакви природни контрасти. Минувале и патувале барајќи меќан, место за живење. Минувале носејќи ги и пренесувајќи од колено на колено своите преданија, обичаи, песни. Се служеле со единствената писменост рабуши, преку кој знаеле колку овци брои стадото, колкава е приновата, колку продале, колку останало. Колкава е нивната радост кога пред нив ќе се покаже крајната цел, калин камен, свилено пасиште на осогово, миризмата на росната зелена трева како да ги подгонува сите, керванот како сега да тргнал, мекиот зелен килим како да е послан за свечен пречек на изморените перикиндии. Најпосле по 5-6 дена патување сигурен покрив над главата, но и тука некој ги пречекува. Тоа се нивните блиски што дошле неколку дена порано за да ги поправат колибите. Умор кај овие луѓе како да нема. Пократкиот одмор, секој е на своето работно место. Жените ги средиле колибите, а овчарите ги изведуваат овците на паша. Мирните стада му позволуваат на овчарот да се занимава и со рачна работа. Со неговата друга, вретено, тој ќе испреде достатно волна за да можат утре неговите другари, користејќи го своето слободно време, да направат доволен број појаси за себе и колани, узди и оглави за добитокот. Но тоа е споредна работа. Главна е правење на млечни производи.
Продуктот од овците, млекото, се собира на едно место, во бачилото. Од него, бачот со своите помоцници, го прави добро познатото влашко биено сирење, кашкавал, обично бело сирење, што представува големо богатство за нивниот опстанок. И долги кервани со крбли полни млечни производи, по неколку пати за време на нивниот престој во планината, го минувале долгиот пат до градот, од каде пак набргу се враќале и носеле други потреби за своите фамилии. Се заесенили, станели здивот на планината потежок, а облаците понамуртени, со стадата пред себе, по куќнината на коњите, перикиндиите пак одат во потрага за нов, потопол и со трева побогат меќан, со желба еднаш за секогаш да свијат свое стално огниште, свој стален дом,